Одбележена 90 годишнината од скијањето во Тетово и од основањето на еден од најстарите скијачки клубови Љуботен. На одбележувањето беше презентирана ретроспективата на скијањето во Тетово, кој во минатото бил спорт број 1 во државата, но за жал сега е на дното од скијачкиот клуб Љуботен. Вела дека оваа спортска дисциплина е директно зависна од скијачките центри, од кои државата одамна кренала раце. Порано центрите биле Пелистер, прво Шапка, па Пелистер, Крушево. Таму скоро да не функционираат центрите. Шапка, знаете, ситуацијата е последниве години доста падната. Така да веројатно во корелација со тој факт и скијањето во Македонија. Истакна Жарко Трпковски, председател на скијачкиот клуб Љуботен. Историчар Бранислав Светозаревиќ потсети дека на времето во Тетово имало 20 скијачки клубови, бројка на која и завидувале западноевропските земји. Првите ски во Тетово ги прави Никола Коларот, кој за таа потреба прави еден посебен алат кој го нарекол крив струк, со кој успева да ги добие оние линии на скијата кои ги гледал од оние скии кои ги носеле од Белград и од Словенија некои од тетовските скијачи. Во 1938 година се појавува и првиот дучен за ски. Значи, едноставно еден голем прогрес доживува скијањето и скијачкиот спорт во Тетово. Истакна Светозаревиќ, повозрасните спортски работници се потсетија како со многу елан првите скијачи се снабдувале со скии и се качувале на снежните падини на Шарпланина. Сме почнале да скијаме со обични скии од багрем, кои ги правевме кај Димовски Новица. Имаше некакви услови тамо во дворот и во буре со топла вода и виткавме за да можеме на некој начин скијаме. Истакна Крсто Серафимовски, инаку првото скијање на шара е регистрирано под врвот Љуботен, а потоа на Попова Шапка. Ученици од основните училишта во Тетово денеска учествуваа на креативна работилница заедно против насилството, која организираше невладината Цивил. Тие имаа можност да сликаат на теми човекови права и слободи и мир и ненасилство, односно се што символизира мирно и здружено решавање на конфликти преку диалог и разбирање. Работилницата е во рамки на проектот Заедниците против насилниот екстремизам, а се спроведува во соработка со општина Тетово и Одсекот за превенција при СВР Тетово. Сите заедно работиме на тоа да понудиме одредени алтернативи кои се уставно законски гарантирани за сите граѓанки и граѓани во земјата, да можат да го искажат и своето незадоволство и својот револт, а секако и да учествуваат во процесите за донесување одлуки на локално, на државно ниво. Тоа е многу важна функција на општеството, на граѓанинот или граѓанката, да можат и да ги согледуваат процесите, меѓутоа и да учествуваат во надминување на проблемите и опасностите. Заради тоа сметаме дека ова не треба да биде тема која е баук, туку е дел од секојдневната реалност на луѓето кои живеат во едно општество и треба сите заедно да работат на диалог и преку креативни работилници, ако сакате, меѓутоа и други активности се на располагање, да воспостават систем на вредности и да воспостават систем на мерки за да ги превенираат тие опасности и предизвици кои стојат пред нив, особено ако се тие безбедносни. Се разбира, ова е една од нашите заложби и се разбира пораката. Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, не е единствен сегмент во општеството или во државниот систем кој треба да се занимава со овие проблеми, односно прашања. Туку треба сите заедно да правиме тоа. Децата преку своите цртежи упатуваат моќни пораки. Можам да кажам дека децата и младите многу често ни покажале дека подобро знаат од самите возрастни
кои се проблемите и како треба да се надминат. Може да се каже дека тие се изненадувачки свесни за тоа што се случува во општеството и најголем дел од нив имаат добри решенија, добри пораки, извонредни пораки од кои може да се наежите дури. Имавме неколку многу добри цртежи во кои пораките и визуелниот приказ на таа нивна порака се извонредно добро искомпонирани. Можам да кажам дека имаше од весели композиции во кои се промовираат одредени добро познати символи, како што е знакот на мирот и така натаму, до цртежи и слики кои со извореден талент, веднаш да кажам, кои се прилично динамични, емотивно импрегнирани и еве еден пример можам да ви кажам, имавме една слика која посебно ја наградивме, ја одбележавме во Куманово, а тоа е една жена, мајка која држи во својот скут држи починат загинат маж. Тоа го нацрта дете од своји 3-14 години со извонреден талент, извонредна техника, меѓутоа и со таква порака која навистина потресува. Тоа значи дека децата добро знаат што се случува. И ние мораме час поскоро да размислиме што и какво општество мислиме да изградиме за нив, за тие да растат во нормално општество, а не да бидат импрегнирани со такви идеи, имиджи и слики во својата свест. Цивил го спроведува проектот Заедниците против насилниот екстремизам со поддршка од амбасадата на САД во Скопје. При полициски претрес вчера на улица Маршал Тито во Тетово во простории во кои престојувал 40-годишник од Загреб, Република Хрватска, а со него биле затекнати 25-годишник од Тетово и 28-годишник од село Вруток, Гостиварско. Пронајдена е една најлонска кеса со кокаин, едно пластично шише од половина литар со непозната течност и други предмети со остатоци од кокаин. Лицата биле лишени од слобода и приведени во СВР Тетово, а по целосното документирање и расчистување на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 16 часот и 55 минути на локалниот пат за село Сарачино, после мостот на реката Пена, се случила сообраќајна незгода по меѓупатничко возило Peugeot 307 со тетовски регистерски ознаки, управувано од 42-годишник од село Сарачино, и патничко возило Volkswagen Polo со скопски регистерски ознаки, управувано од 53-годишник од село Бојане, Скопско. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил жителот на Бојане и со друго возило бил пренесен во клиничката болница Тетово. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Тетово, информираат од тетовската полиција. За прв пат после осветувањето на православниот храм Свети Спас на тетовското село Јелошник, утринава содржа литургија, со која чинно начествуваше митрополитот на Тетовско-Гостиварската епархија, господин Јосиф. Бог никогаш не се откажал од нас и никогаш не напушта, како што не ги напуштил ниту своите апостоли, но ние сами му вртиме некогаш грб на Бога. Ние сме тие кои често знаеме да заборавиме на Бога и на нашите најблиски. Ние сме тие кои со нашите дела, зборови и помисли ја одвраќаме благодатта Божја од нас и во нас наместо сигурност и напредок во духовниот живот се раѓа депресија, страв, несигурност и пат во животот. Затоа, драги браќи и сестри, на овој празник да научиме дека Бог е секогаш со нас и дека никогаш не напушта. И дека сите ние треба да се трудиме својот живот слободно и едноставно да го насочиме само кон Бога, живејќи во подвигот на црквата, за да обожени, полни со љубов, да станеме соучесници на Христовата тајна и на спасението. Од црковниот одбор велат дека работат на уредување на манастирскиот двор ќе изградат летниковци, трпезарија, скара. Оваа локација според нив ќе биде одлично место за излет, но и првична точка за развој на руралниот туризам во овој крај на Тетовско, на идеална надморска височина од околу 900 метри во живописната Шар планина. Сега ние планина да направиме на трпезарија и
околинава да се среди, патот да се среди до црквава и да ги продолжиме традициите на нашите предци што се. Овде порано било црква и овде се селските гробишта. Значи на темелите на старата црква изградена е оваа црква со името што е дадено, мислим, на денешниот ден. Друго што да кажам, голема благодарност, има доста народ дојдено од Скопје, од Велес, од Тетово, од околината. И се надевам дека и понатаму ќе доаѓаат. Би сакал исто еден апел да дадам до сите кои што се во можност во недела. Правиме као патронат на Сдруженијето на село Јелошник и даваме ручек. Значи тоа е со почеток околу 12 часот ќе биде. И тоа е традиционално секоја година, уназад околу 30 на години. План е да се направи една трпезарија, со тоа што би доаѓале посетители, излетници, мислим да ги привлечеме од околина народот, мислам да се привлече, со тоа што ќе биде, мислим, ќе се уреди и патот и се, како што реков, ќе се направи една трпезарија, ќе има простор, мислим, кај што ќе може да се навратат. А местото е идеално, мислим, за кој не дошол не знае, а иначе да се види, стварно е фантастично место за туризам, за тие работи. Рече Милја Димовски од црковниот одбор од село Јеловјане. Инаку манастирот изграден по иницијатива на Блашко-Србиновски родом од Јелошник, а моментално живее во Скопје. На Блашко на сон му се појавил Божји човек, кој му рекол дека на ова место кое е црковно треба да изгради манастир. Тоа се случило уште во далечната 1999 година. Мене ми се сони на 3 јуни 1999 година. Ми се сони на сон точно на ова место овдека. Јас и еден мој пријател одеме од село нагоре, овој го кажем сонот, нели? Одиме нагоре, се движиме и доваѓаме овдека на едно 100 метра од објектов. И јас напред одев, пријателот позади. И само кога и погледнам нагоре, црква. Викам, еј, Любе, гледај, црквички изградили овдека. И он вика, каде бе? Знаеш така. И ја да се свртам назад да му кажам, нели, а ни човек имаше, ништо немаше. И само се свртев вака и му викам, еве бе, каде овде? И он и тој виде, а после тоа одма ми се представи еден човек овде Каршин Црквиче, он едно 3-4-5 метра. Висок, со брада немаше, со бела коса. И само дигна прстот и ми нареди да градам црквата. Годинава беше избрана и новата кума. Јас сум Димитровска Олгица, мажот ми е од ова село Јелошник, 64-та сме земени, а 66-та сум дошла прв пат со мојот новороден син, кога имаше 6 месеци. И тука и од тоа време стално сме во село. Од каде сте ви? Јас сум од Ѓорче Петров, родена тамо одрасната све и тамо остарена што се вика. Големо задоволството е, тука е прва литургија после светувањето, кумството вас ви падна. Да, мене ми падна. Многу сум среќна и кажав на ќерка ми, пошто синот не ми е тука у странство, и она ми е најблиско. И она се израдува. Мамо, вика, не се секирај, до година ќе биде поубаво, вика. За сите присутни верници беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Преполна сала, исполнети срца, шаренило, насмеани и разиграни дечиња. Ваква беше атмосферата на денешната завршна приредба на дечињата од големите групи од гостиварските градинки. Како што е редот, со песни и рецитирање се збогуваа со градинката и нивните учителки, кои им беа втори мајки во изминатите години. Од септември, како првачиња, пред нив се нови предизвици во училиште. Богум да ти кажам, јас за есен градинке во школо честа сам. Радувај се, детенце, училиште и тад, ке научиш бргу да пишуваш читаш. Но каче мое, во твоите преградки, јас бев дете твое. Не годеа во тебе, каче наме, да
дома да не седам сам. Оваа генерација од гостиварските градинки брои 150 дечиња. Како и секоја година, така и оваа година приредуваме завршна приредба на тема Збогум градинка. Во нашата градинка излегуваат 150 деца оваа година од сите националности, македонци, албанци, турци и роми и од сите објекти, работна единица Пролет, Цветови и работна единица Пчелка. Нашата порака како институција им посакуваме во моје име и во име на сите вработени дечињата да имаат успех и да прераснат во едни успешни и драгоцени личности. Салата во Центарот за култура беше полна со родители, баби, дедовци, другарчиња, кои беа дојдени да погледнат што подготвиле дечињата со помош и поддршка на своите учителки. Децата преку песни и игри испратија пораки за среќно детство, за мир и радост во целиот свет, како и за успеси во училишните клупи. Со 26,2 милиони евра од Светска банка ќе се подобрува инфраструктурата, ќе се модернизираат институциите и ќе се зајакне нивната соработка со цел олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан. Денеска беше потпишан договор меѓу Министерството за финансии и Светската банка за финансирање на проектот за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан. Ова е регионален проект во кој покрај нашата земја во првата фаза ќе се вклучат и Србија и Албанија, а во втората фаза и Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово. Министерот за финансии Драган Тевдовски на потпишувањето истакна дека целта на проектот е да се намалат трошоците за увоз и извоз и да се скрати времето за прекугранична трговија. Single Window концептот е една од најмокните алатки за олеснување на трговијата. Тој ќе придонесе за значително поедноставување на постапките и намалување на трошоците. Целта на ваквиот пристап е да се зголеми конкурентноста на бизнисите, истовремено да се подобрат безбедноста и безбедносните контроли при протокот на стоки. Во рамките на оваа прва компонента предвидена е и надградба и проширување на граничниот премин Ќафасан и граничниот премин Деве Бари, како и набавка на опрема за видеонадзор. Знаеме дека ако трошоците за логистика на во Западниот Балкан се изравнат со трошоците на просечните вредности во Европската Унија, земјите од Западниот Балкан ќе заштедат годишно над 1,1 милијарди, односно 1% од заедничката БДП на регионот. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност, попладне наместа со пороен дожд и грмежи. Температурите се движеа во интервал од 10 до 25 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Температурите ќе се движат во интервал од 12 до 27 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.